Го следите дневникот на К1 телевизија. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Останете со нас. Агенцијата за вработување на Република Македонија објави 2 нови јавни огласи за изучување на англиски јазик и подобрување на вештините од IT технологијата. Се зголемува интересот за животното осигурување во Македонија. Буџетски форум во заедницата во општина Градско. Невработените лица ќе добијат можност да се стекнат со сертификати од областа на IT вештините и англискиот јазик. Тоа се 2 нови јавни огласи објавени од страна на Агенцијата за вработување на Република Македонија. 2 нови јавни огласи за изучување на англиски јазик и подобрување на вештините од IT технологијата објави Агенцијата за вработување на Република Македонија. На огласите може да аплицираат сите невработени лица што се водат како активни баратели на работа. Единствен услов кој што треба да го исполни невработеното лице е да биде активен барател на работа и да биде евидентиран како активен во евиденцијата на Агенцијата за вработување, што значи дека навистина нема никакви посебни критериуми и услови што треба да исполнат. Едниот јавен оглас е наменет за напредни IT вештини. Лицата кои ќе аплицираат на огласот ќе се стекнат со соодветна обука во одредена област. Кандидатите треба да имаат одредени познавање од информатиката, бидејќи ќе имаат тестирање пред да добијат оваа обука, бидејќи навистина сертификатите се скапи. И на крај има завршно тестирање кое што доколку не го положат овој тест по завршување на обуката не може да го добие сертификатот. Па затоа лицата кои што аплицираат би требало навистина да имаат познавање, основно познавање од информатиката. Тука се планирани да поминат 202 корисници, односно на 202 лица. Овие 2 огласи се во функција на подобрување на можноста невработените да дојдат до работно место. Финансиските средства се обезбедени од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Се зголемува интересот за животно осигурување во Македонија. Пазарот на животно осигурување во земјава расте со 23% по премија на годишно ниво, што придонесува за надоградување на понудите на осигурителните компании. Осигурителниот пазар во Македонија во последните години бележи континуиран раст, особено во делот на животното осигурување. Кај граѓаните се повеќе се развива свеста за важноста која има овој производ за посигурна финансиска иднина на семејството, вели Златко Николовски од осигурителното брокерско друштво Safe Invest. За разлика од порано, луѓето се се повеќе свесни за тоа што ни се случува и се одгледуваат на западните земји. Македонскиот народ не ги третира полисите животно осигурување како табу тема. Чувството на страв и недоверба се губи како професионалец, точно и прецизно ги објаснува работите околу полисите за животно осигурување. Интересот за склучување на вакви договори процентуално се повеќе се зголемува. Луѓето се интересираат за ваквиот начин на штедење, бидејќи тоа не е луксус, туку потреба која секој треба да има. Интересот и потребите на граѓаните придонесуваат за надоградување на понудите на осигурителните компании. За прв пат на македонскиот пазар, осигурителното брокерско друштво Safe Invest преку својата програма за животно осигурување нуди дополнително осигурување од операции и хируршки интервенции, што за граѓаните, вели Николовски, е уште еден бенефит повеќе. Животното осигурување кое е застапено кај нас е мешавина од осигурување и штедење за еднината на осигуреникот и за своите најблиски. Едноставно и транспарентно одделување од себе за себе и инвестирање за осигурување на уживањето во третото доба. Safe Invest, нашата фирма, го нуди продуктот Safe Life, како и единствен продукт кај нас на пазарот во Македонија, каде освен штедна компонента на граѓаните, вклучува и покритие од хируршки интервенции, 13 тешки болести и дополта за работна неспособност. Пазарот за животно осигурување во Македонија расте со 23% по премија на годишно ниво, што покажува дека граѓаните се повеќе ги користат услугите на осигурителните компании.
На третата сесија од буџетските форуми на заедницата во општина Грацко се разговараше на теми поврзани со изнаоѓање на решенија за зголемување на буџетот на општината, а беа дадени конкретни предлози за решавање на проблемите во заедницата. До крајот на годината остануваат уште 2 сесии на кои ќе се изберат предлог проектите од граѓаните. Изнаоѓање на решенија за зголемување на буџетот на општина Грацко, конкретни предлози за решавање на проблемите во заедницата се дел од темите од буџетските форуми во заедницата на општина Грацко. Учеството на граѓаните во работата на локалната самоуправа, вели Елизабета Цветковска, е од исклучително значење за поефикасно решавање на проблемите. Ако учествуваат граѓаните во овој процес и изворно од нив дојдат нивните проблеми, тогаш и општинската администрација на попрофесионален начин ќе биде подготвена да ги подготви проектите, односно нивните идеи ќе ги преточи во проекти, кои потоа ќе се најдат во овој документ и ќе биде реализиран со неговото усвојување, а финансиските средства ќе бидат трошени од 1.1. Тековната година до 31. декември. Односно во овој случај ние го работиме документот за 2017 година. Општина Грацко досега има учествувано и во други форумски заедници, преку кои се реализирани повеќе проекти по барање на граѓаните. За градоначалничката на општина Грацко Жанета Чаушевска, ова е уште една можност идеите на граѓаните да се претворат во проекти. Општина Грацко учествуваше веќе во еден друг тип на проект на форуми во заедниците, каде што имаме конкретно изработка на проект од таму имавме конкретно бираја проект луѓето кои што граѓаните кои ќе го изработат, се изработи една улица, се изгради во должина од 360 метри во Грацко и одводен канал за атмосферска канализација во централното подрачје на општина Грацко. Се реализираше проектот 2012-2013 година. Тој беше со телумно со финансиски половина средства обезбедуваше швајцарската агенција за соработка и развој, половина општината. Проектот е поддржан од швајцарската агенција за соработка и развој, заедницата на единиците на локалната самоуправа и единиците за координација на форумите. Појавата на кашлица и отежнато дишење се најчестите симптоми преку кои се манифестира хроничната обструктивна белодробна болест. Статистиките покажуваат дека бројот на заболени лица од оваа болест е во постојан пораст. Се зголемува бројот на лица кои страдаат од хронична обструктивна белодробна болест, покажуваат здравствените статистики. Ако порано ова заболување беше карактеристично за повозрастните, сега со промените во начинот на живење не е исклучена ниту помладата популација. Појавата на кашлица, искашлување на секрет и отежнато дишење се најчестите симптоми преку кои се манифестира оваа хронична болест, вели доктор Арсов. Хронична обструктивна белодробна болест представува намалување на протокот на воздухот низ дишните патишта, односно обструкција на протокот на воздух низ дишните патишта. Ризична група за оваа болест на прво место се пушачите. Основна ризична група, а понатаму доаѓаат луѓе кои што страдаат од хронични воспалителни промени на белите дробови. Престанок на пушењето е најдобра превентивна мерка кога станува збор за ова заболување, вели доктор Арсов. Многу е важно навременото дијагностицирање и отпочнување со терапија со цел зголемување на квалитетот на живот на заболените лица. Во однос на превентивата и терапијата на оваа болест, можам да кажам дека превентивата мора да се состои во прекинување на пушењето. Тоа е услов без кој што се не може. Втора работа да се избегнува чести инфекции на горните и долните дишни патишта. Тоа се постигнува со поголеми проветрувања, прошетки во надвор и во избегнување на затворени простори каде што има повеќе луѓе во зимските периоди, каде што има поголема концентрација на вируси и бактерии. Согласно податоците на Светската здравствена организација, хроничната обструктивна белодробна болест е една од трите водечки причини за смртност кај населението во светски рамки. Превентивните прегледи чувари на нашето здравје е насловот на едукативната трибина која вчера вечер ја организираше Унијата на жени на ВМРО-ДПМН Велес. Колешката Катерина Нацева со деталите.
Превентивата е пола здравје, затоа и неопходно е превентивните прегледи кај матичните лекари да бидат што почести. Лекарите велат колку порано се открие болеста, толку лекувањето е полесно. Вчера вечер на трибината организирана од Унија на жени на ВМРО ДПМН од Велес се дебатираше на тема превентивните прегледи чувари на нашето здравје. Превенцијата е многу важен фактор во здравството на една држава, така да сметам дека со контактите кои што ги имаме ние професионалците со граѓаните на нашиот град, мислам дека ќе поместиме нешто кон подобро, заради тоа што само ако се дискутира за проблемите, можеме да го најдеме и решението. На краишта здрав дух во здраво тело, подобро е да се превенира отколку да се лекува. Организаторите велат дека ваквите трибини се дел од годишниот план за работа, но и побарање и сугестија на граѓаните. Унијата на жени на ВМРО ДПМН работи според годишна програма која што има одредени активности. Оваа трибина која што од областа на здравството е навистина причина или е поттикната од нашите граѓани. Тие ги даваат своите предлози и ние се водиме од она што им е нив приоритет, затоа што имаат потреба да го слушнат на овие трибини. Големиот број на заинтересирани учесници на оваа трибина е потврда дека ваквите едукативни трибини и работилници се потребни за граѓаните. Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше организирана мултимедијална вечер за сите љубители на уметноста, изложба на слики, фотографии, цртежи, илустрации, како и промоција на книгата Златните усти на зборот беа само дел од уметничките доживувања. Кавадарчани вчера вечер имаат чест да бидат дел од едно мултикултурно доживување. Изложба на слики, фотографии и промоција на книга на ликовниот уметник и писател Петар Наневски од Кавадарци. Исполнетиот простор во галеријата на Домот на културата беше претесен за да се собере целото негово творештво. Настанот беше по повод неговиот јубилеј 80 години од раѓање и 60 години творештво. За неговиот ликовен опус зборуваше ликовниот уметник Ванчо Кеков. Тој е еден од ретките кои што живее за ликовната уметност, еден од ретките каде што сликарството, значи нема да зборувам за поезијата, затоа што тоа е непознато за мене. Во сликарството е нешто кое што навистина заслужува внимание. Со толков ентузијазам и енергија во своите дела, знаеме општеството во кое што живееме и луѓето кои што не окружуваат, дека многу малку од нив можат да го разберат тоа што го работи ликовниот уметник. Наневски е еден од авторите кој живее за уметноста, твори и создава со голем ентузијазам и енергија. За него ликовниот уметник и директор на Кавадаричкиот дом на култура рече: зборуваме за човек кој е еден од основоположниците на ликовната уметност. Тој знаеше да пишува и знае да пишува за сите колеги кои што работат во ликовната уметност, го познава јазикот на ликовната уметност, ја познава историјата на ликовната уметност и затоа и пишува. Делот на неговата поезија ќе оставам колегите кои што се занимаваат со тој дел од поезијата да проговорат. Јас ви посакувам вас добра вечер. На авторот му посакувам уште многу вакви изложби да направи и му честитам. Неговата најнова книга Златните усти на зборот е дел од неговите 20 книги со поезија, естетика и афоризми. Има објавено 870 песни, 150 есеи и околу 3000 афоризми и приближно толку цртежи и илустрации. За неговото најново дело зборуваше директорката на библиотеката Феткин Трајанка Атанасова. За поетот Петар Наневски тешко може да се говори во рамките на оптималното време што го бара и што го овозможува еден ваков пол. За него би можело да се говори или премногу или премалку, и пак со ризик, и во првиот и во вториот случај. Ако него како поет само би го дефинирале, или ако би правеле крок и скица за неговиот поетски портрет, непоправлива би била дури и секоја мала грешка. Не помали се опасностите и ако би говореле за него пошироко. Зад него се повеќе поетски книги, а секоја од нив, покрај заеднички карактеристики, има и своја посебна структура и избор на мотивско-тематски определки. Петар Наневски отворил голем број на изложби во Кавадарци, Македонија и странство. Изложувал во голем број работни организации и установи низ градот и секогаш со повод, одбележувајќи значајни дати, празници и поводи со изложби и литературни настани.
за војна, да се дојде до војна, треба се скараат двајца. А тоа се случува што сега се води вербална војна. Таа вербална војна нас не однесе еве до каде. А што му се сервира преку телевизија на народот, народот тоа го прима, свесно или несвесно. Така да, тие сите такви негативни, темни бои, кои што само црната врана ги има, додека тие крила лепдат, а не дојдат оние Пикасовиот гулаб или гулабот на мирот на Живко Поповски, ние ќе бидеме секогаш во дилема. И затоа ви препорачувам да ги купувате уметничките дела. Не мислам сега на мене и тоа. Да купувате уметнички дела, да купувате уметничка литература, да го освежуваме духот. Само така ќе знаеме дека го живееме човечкиот живот. Поезијата не води во војна, поезијата не води во револуција. Поезијата прави психичка, автохтона, тиха и љубовна атмосфера. Луѓето ги соединува поезијата да се сакаат, да се почитуваат и да емансипираат едни преку други со разбир, со почит, со љубов. Според записите на голем број македонски автори, Наневски е бележит и препознатлив автор како сликар и поет, но и како есеист и афорист. Настанот беше проследен и со музиката на акустико бенд и читање на поезија од страна на ученици од гимназијата Добри Даскалов. На почетокот на следната година се очекува да биде формиран македонско-српски бизнис клуб, најавија стопанските комори на Македонија и Србија. Нова авиолинија Скопје-Хановер од 31 октомври, следуваат вестите од земјава. На почетокот на следната година се очекува да биде формиран македонско-српски бизнис клуб. Ова го најавија стопанските комори на Македонија и Србија на бизнис форумот во Белград, на кој директна средба остварија представници на 100 компании од двете држави. Председателот Иванов во своето обраќање на форумот рече дека од заеднички интерес е двете земји, економија и инфраструктурно да се добро поврзани. На тој начин ќе се овозможи повисок животен стандард за граѓаните и подобри економски услови на бизнис заедниците. Поддршка за иницијативата бизнисмените добија и од председателот на Србија Томислав Николиќ, кој ги посочи патната инфраструктура, енергетиката, земјоделството и туризмот како одличен потенцијал за соработка. Инаку председателот Иванов е во работна посета на Србија во рамки на одбележувањето на 70 годишнината од доселувањето на македонците во Војводина. Тој оствари средба и со неговиот домаќин председател Николиќ. Од 31 октомври нова линија до Хановер ќе сообраќа од аеродромот Александар Велики Скопје, а билетите ќе се резервираат по цена од 899 денари за билет во еден правец, соопштија од ТАФИ и Визер. Авиопревозникот ќе оперира на оваа линија 2 пати неделно за време на зимската сезона 2016-2017 година. Секој понеделник и петок воздухопловите ќе заминуваат од Скопје, додека во вторник и сабота ќе пристигнуваат од Хановер. Првиот авион од Скопје за Хановер во понеделник ќе полета во 18:50 часот, а потоа од Хановер ќе пристигне во Скопје на 1 ноември 25 минути по полноќ. Скопскиот аеродром е познат по 8 други градови во Германија: Берлин, Келн, Дортмунд, Франкфурт, Фридрихсхавен, Хамбург, Михен и Нинберг, сите управувани од Визер. Скопскиот аеродром Александар Велики нуди директни линии до 33 дестинации, а заедно со Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, Македонија во моментов има авионска врска со вкупно 35 дестинации. Американскиот национален републикански комитет бара повлекување на демократската кандидатка за председател на САД Хилари Клинтон. Околу 20 лица се полесно повредени при евакуација на патниците од авион на компанијата American Airlines кој се запали на аеродром во Чикаго. Свето денеска.
Американскиот национален републикански комитет бара повлечување на демократската кандидатка за председател на САД Хилари Клинтон од председателската трка поради вмешаност во корупција. Ваквото барање на комитетот доаѓа откако Американското федерално истражно биро го информирал Конгресот на САД дека ја разгледува можноста за отпочнување нова истрага против Клинтон. Обвинението доаѓа по ново објавените содржини од службени електронски писма што таа ги испраќала од незината приватна имейл адреса, додека ја извршувала должноста американски државен секретар. Според највисокото раководство на Републиканската партија, овие сознанија би требало да бидат основа за дисквалификација од изборната трка на кој било кандидат за председател. Според анкетата на Reuters Ipsos, спроведена помеѓу 21 и 27 октомври, 42% од испитаниците изјавиле дека на изборите на 8 ноември ќе гласаат за Клинтон, а 36% за Трамп. Разликата од 6% представува зголемување за 2% во однос на претходната анкета на Reuters Ipsos од пред една недела, кога предноста на Клинтон пред Трамп изнесуваше 4%. Околу 20 лица се полесно повредени при евакуација на патниците од авионот на компанијата American Airlines кој се запалил на меѓународниот аеродром Охер во Чикаго, јави ДПА. Американската федерална воздухопловна управа соопшти дека инцидентот се случил кога при полетувањето на авионот од Чикаго кон Мајами му пукнала гума, пошто дошло до дефект на еден од моторите кој се запалил. Во време на избувнувањето на пожарот во авионот од типот Boeing 767 се наоѓале 161 патник и 9 членови на екипажот кои веднаш биле евакуирани. Времето денеска претежно сончево, но студено. Максималната температура ќе се искачи до 17 степен. Да погледнеме какви се прогнозите и за наредните денови. И пред да се одјавиме, не заборавете дека ноќеска во 3 часот по полноќ со поместување на стрелките на часовникот за 1 час наназад започнува зимското сметање на времето. Како што соопшти Бирото за метрологија при Министерството за економија, времето во 3 часот ќе се смета за 2 часот. Пријатно!